Поранешниот министер за економија Крешник Бектеши, поранешниот директор на Државниот пазарен инспекторат Горан Трајковски и уште едно лице вечерва се спроведени на сослушување во основното јавно обвинителство Кочани за трагедијата во дискотеката во која животот го загубија 59 лица, а над 150 се повредени. Тука се браните. Чувствувате ли одговорност? Не одговорност. Тоа беше дело во атмосферата. Инаку претходно морам да напоменам дека првиот човек на Димитров Кочевски даде изјава дека за 14 лица сега е проширена постапката и за нив се бара краткорочен притвор, се товарат за тешки дела против безбедноста и за кои казната може да биде од 3 до 20 години. Предлагам куса да погледнем таа изјава. Ќе се оценува низ призмата на кривичното дело, тешки дела против општата сигурност од член 292 од КЗ, за кој е предвидено казна затвор од најмалку 3 години без горна граница на казнување, што значи дека казната може да се движи до 20 години. Освен ова, се испитуваат действија и на примање и давање подкуп, незаконска набавка и употреба на пиротехнички средства, но и повеќе други кривични дела. Во овој момент располагаме со бројка од 14 лица кои исто така ќе бидат доведени пред судот и ќе се бара и за нив предлог за определување на краткотраен притвор. Но ќе барате за Бектеши краткотраен притвор? Значи за сите лица што ги спомнав ќе се бара краткотраен притвор. Така тоа беше јавниот обвинител Кочевски кој кажа дека за 14 лица ќе се бара краткорочен притвор. Тука цело време по некој излегува со лисици, се носи со комбиња, а инаку во текот на денот Дуи порака дека ова со Бектеши било политичка пресметка. Предлагам и таа изјава да ја погледнеме. Тврдењата дека од Министерството за економија некој издал лажна лиценца се целосна конструкција. Ако некој, поточно државниот секретар, земал пари да издаде лиценца, истата ќе ја издал и ќе била и евидентирана во Министерството, но и во регистарот на лиценци кој постојано, месечно се апдейтира со најнови податоци. А таква лиценца не е евидентирана, бидејќи и не е издадена. Во текот на денот кулминираа протестите во градот. Што точно се случуваше и каква е ситуацијата во моментот? Во моментот Бубе останува дел од полицијата да ја штити на некој начин уличката каде што се наоѓа куќата на сопственикот на дискотеката на смртта, но толпата веќе и граѓаните уствари се разотидоа, полека се повлекоа кога видоа дека ќе треба да се судрат со полицијата, тоа не го сака. На крај излезе едно свештено лице кое ги замоли во името на сите да се повлечат полека мирно, бидејќи треба да се подготвуваат практично со молитвите да бидат кон тоа како да се испратат дел од жртвите кои треба ги очекува да пристигнат. Предлагам кусо да погледнеме дел од атмосферата како беше во текот на денот, како изгледаат тој марши, тие инциденти што избија во тоа движење на маршот на секаде низ градот, беа пред општината и пред куќата на градоначалникот и на други места каде што кршеа, демолираа кафулето на поранешниот на сопственикот на дискотеката е целосно демолирана, кој исто така е во негова сопственост, и едно возило кое што е дел од неговата компанија, така да предлагам кусо да погледнеме атмосферата.
Така, бројни сведоштва денеска забележавме со нашата камера низ Кочани, бројни изјави, дел од луѓето и тука ни пристапија, пред малку имаше една девојка која што била повредена во дискотеката, која што буквално била газена од стампедото и која што кажа дека е дојдена тука пред медиумите да даде изјава дека токму еден од обезбедувањето и го спасил животот и не беше јасно како може да биде еден од обвинетите. Ние поразговаравме, односно земавме изјави додека траеше протестот, на кој што главно учесниците на протестот бара правда и одговорност, да ги погледнеме и тие изјави. Бараме некој одговорен, да дојде да ја преземе одговорноста. Ние не се тргаме од тука додека некој не дојде да си ја земе одговорноста. Така ли, момци? Така е. Че бараме одговорност. Зашо нема никој? Господи, зашо нема никој? Градоначалник? Не. А каде е градоначалник? Каде се децата што се борат за живот? Зашто? Живи си да изгорат таму. Имам едно прашање. И тие живи што изгореа. Имам едно Како прашање. оваа правда? Многу пари за мал нека каже. Нека каже на овај народ тука на целиот. И полицијата нека преземе мерки. На сите нека каже. За ова јавување ќе остане само уште да кажеме дека остануваме тука да следиме, односно најверојатно ќе се чека во доцните ноќни часови ќе биде познато каква ќе биде одлуката на основното јавно обвинителство и најверојатно преку сопштение или утре преку изјава ќе биде соопштено и за јавноста. За ова јавување од Кочани толку. Игор Манасиевски со последните информации од Кочани.